Денес овде во Винарија Стоби започнуваме 3 месеци пред почетокот на бербата разговори со откупувачите, односно со винариите, околу годинешниот откуп на грозјето, околу нивните залихи, планови, стратегии, визии во овој дел, заради тоа што лозарството е една од стратешките гранки во областа на земјоделството. Министерството дава целосна поддршка како извозно ориентирана гранка. Како што кажав, 3 месеци пред почетокот на бербата ги започнуваме овие разговори, но и во делот на измени на легислативата, односно потребата од носење на нов закон за вино, односно потребата од измени во самото законодавство, се со цел постигнување на сигурен пласман, на стабилни цени и на квалитетно производство на ова извозно ориентирана земјоделска гранка во државата. Ние сме цврсто ориентирани, односно нашата ориентација како Министерство и како влада е кон цврсто договорно производство, преку кое што ќе се постигне сигурен пласман, по високи цени и квалитетни производи, и заради тоа ги започнуваме овие разговори. Продолжуваме разговори со лозарите, во овој да ги слушнеме и нивните мислења и во наредниот период навистина да ги носиме нашите политики и мерки. Мене ме особено радува што навремено започнуваме со сите овие подготовки за оваа сезона. Она што го направивме е пред самиот почеток на производствената сезона се исплатија над 600 милиони денари субвенции за одржувањето на лозовите насади на лозарите, на винариите кои што имат сопствени насади, и од оваа година се трудиме да ја примениме политиката на навремени и редовни субвенции, односно исплата токму на време. Минатата година ги исплативме сите заостанати обврски на државата и кон винариите и кон лозарите, но оваа година сме насочени да субвенциите ги добиваат на време, така да на лозарите субвенциите ги добија и на крајот на декември и почетокот на февруари. Овие денови ќе биде исплатена дополнителната поддршка од 2 денари од минатата година, тоа се уште 140 милиони денари плюс субвенции за лозарите, овде денес ќе ги дискутираме и новите мерки и политики на владата. Уште од оваа година промовираме 2 нови мерки, тоа е зголемени субвенции за оние развојно ориентирани категории на земјоделски стопанства кои што имаат од 1 до 10 хектар. Кај нив оваа година зголемувањето на субвенции е од 20%, односно добиваат наместо 48.000 денари по хектар, заради тоа што цврсто веруваме дека тоа е категоријата која што може да го донесе потенцијалот за развиено, модерно и конкурентно земјоделско производство. Преку ИПАРД програмите оваа година овој сектор ќе добие една сериозна поддршка и во пресред на одлуките кои што се носат по однос на овој објавен повик на ИПАРД, но и по однос на она што како 2 огласи ќе се распишат до крајот на годината. Исто така оваа година една од новите мерки е 12.000 денари дополнителна субвенција за реконструкција на лозовите насади, односно за промена на асортиментот на лозовите насади, но и за премин од едно производство во друго, односно премин и од поледелство кон поконкурентни и помодерни, односно подоходовни насади, односно сектори. Исто така се обезбедуваат дополнителни субвенции. Државата внимателно ги креира своите политики, затоа еве денеска тука сме да ги отпочнеме овие разговори многу порано. Сметаме дека на време околу овие сите суштински прашања и околу годинешниот откуп, но и околу долгорочните стратегии кои што ни се потребни.